Ниту денес нема меѓупартиски консензус за измените во изборниот закон, а ВМРО-ДПМН и бланко прифаќа се што ќе договорат партиите од опозицијата. Вака да седнат политичките партии кои што се дел од опозицијата, тоа се ДУИ, СДСМ, Левица, како и некои други помали политички партии, и меѓу себе да се договорат за сите различности кои што ги имаат отприлика 4 клучни работи, бидејќи гледаме дека платформите им се исти, но се разликуваат во деталите. Да седнат да се договорат за една изборна единица, да седнат да се договорат за модел на финансирање, да седнат да се договорат за поплаките и начинот на кој што тие би биле прифатливи, и да седнат и меѓу себе да се договорат дури и за моделот на изјаснување на диаспората. Сето тоа кое што овие опозицијски партии ќе го понудат до нас преку еден пречистен текст на закон, ние тоа ќе го прифатиме. Од Левица велат дека се изненадени од понудата на ВМРО-ДПМН, но за нив сега проблем е времето. Значи туркаме вакви едни, мора да кажам, големи реформи на некои состаноци кои што траат по 30-40 минути и секако ние не можеме да се договориме што треба да правиме, а камоли па да отвориме дебати околу заштитните механизми. Затоа ние баравме, имаше предлог кој што го поддржав, овој процес да продолжи. Значи овој процес траеше 4 месеци во Министерството за правда, зашто да не продолжи, карикираме, уште 3 месеци не мора во правда, може во собранието, и да ги испегламе меѓу кои и тие, ако веќе имаме тие детали кои што се нели битни, затоа што во ваков еден случај кога вие го проширувате начинот на гласање на диаспората и треба да оведете некои безбедносни протоколи, дали било по пошта, дали електронско, значи вие техничките детали, што навидом изгледа технички, стануваат суштински. Албанската лига на Зијадин Села преферира отворени изборни листи, а ДУИ не се согласува од следниве причини. Од електронското гласање на диаспората, барајќи гласањето да се спроведува по пошта, и второ од договорот подзаконските акти на Државната изборна комисија, што се однесуваат на електронското гласање на диаспората, да се донесуваат со консензус, барајќи тие да се усвојуваат со мнозинство гласови. Социјалдемократите и понатаму тврдат дека Мицкоски и ВМРО-ДПМН имаат намера да манипулираат со 200.000 гласови од диаспората. Лагај дека СДСМ е против гласањето на диаспората, бидејќи иселениците гласаат и сега. Ние сме против модел кој отвара врата за изборен грабеж и манипулација со гласови на 200.000 граѓани од диаспората. Власта категорично одбива Државната изборна комисија со консензус да ги регулира овие процедури. Ако целта им е фер избори, зошто бегаат од механизми за контрола и доверба во процесот? Стои во соопштението на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Со ребалансот на буџетот се покажува кои се приоритетите. Владата на ВМРО не инвестира во младите, туку им крати, обвинуваат денес од СДСМ. Во Македонија се случува градежен бум невиден досега. Започнува изградбата на автопатот Скопје-Блаце и со интензивно темпо се работи на Охрид-Кичево, изнесува на пресот ВМРО-ДПМН. Со ребалансот владата на ВМРО крати пари од младите, а не од криминалните тендери. Владата на ВМРО не инвестира во младите, туку крати од младите. Со ребалансот на буџетот, власта повторно покажа кои им се приоритетите. Наместо повеќе пари за младите и демографските политики, тие ги крадат средствата. Сега има помалку пари за демографски политики, за над 70%. Од 71 на само 21 милион денари. Програмата за млади ја кратат за уште 1 милион денари. За младите нема пари, но затоа има милиони за нови задолжувања и криминални партиски тендери. Македонија инфраструктурно се развива со засилено темпо. Се градат патишта и автопатишта во сите делови на државата. Вакво вложување во патната инфраструктура, вакви градежни активности на неколку делници истовремено во повеќе делови од државата досега немало. Покрај актуелните што се градат со несмалено темпо, веќе од следниот месец во август почнува изградбата на автопатот Скопје-Блаце. Проект кој цени беше најавуван, а единствено само купуваа парцели вдолж предвидената траса. Автопатот во должина од 10,5 км, на исклучително тежок терен на падините на Скопска Црнагора е со купна вредност од 235 милиони евра. Фондот за здравство ја проширува позитивната листа и влегува во фаза на намалување на цената на лековите.
Од 1 јули во аптеките по намалени цени или цени со партиципација ќе се најдат 3 антикоагуланси, со што граѓаните ќе заштедат и до 1800 денари, најави директорот на фондот Сашо Клековски. Значи, почнувајќи од 1 јули во аптеките во земјата се достапни овие 3 антикоагуланти. Кај еноксапаринот се достапни 2 бренда, кај надропаринот е достапен 1 бренд и кај риваксапанот во почетниот период ќе биде достапен 1 бренд. Фондот влегува и во фаза на намалување на референтната цена на лековите, особено на поскапите. Со ово почнуваме со 2 постапки. Прво, ова е вклучување на скапи лекови по дефиницијата на фондот, значи лекови што чинат од 2 до 3.000 денари во месечни дози, се може да варираат повеќе или помалку. И означуваме дека во натамошните чекори ќе се стремиме да вклучуваме ваков тип на лекови. Зошто? Затоа што овие се лековите кои представуваат значителен товар на граѓани. Олеснување треба да има и за лекови против астма, но и други. Следно што очекувам да биде поврзано е со синдромот, условно да кажам, на хронична бубрежна инсуфициенција, диабет, срцеви слабости. Тука има неколку лека кои се користат во различни дози во индикационите подрачја поврзани со затајување на бубрези, со диабет и со срцева слабост. За 2 години буџетот на лекови кои се на позитивната листа е зголемен од 50 на 60 милиони евра, а тој тренд ќе продолжи и во наредната година, потенцира Клековски. Според последната прогноза на Меѓународниот монетарен фонд за раст на европската економија, Македонија се најде на 7-то место на најбрзо растечки економии на стариот континент. Во него се вклучени сите земји во Европа, не само членките на Европската унија, пренесе еминентната Euronews. Со просечен раст од над 3% во периодот од 2027 до 2031 година, Македонија го зазема 7-то место, далеку над 1,2% раст, кој е просек за најголемите европски економии. Прогнозата за Германија е 0,92%. Македонија е една од ретките земји кои според процентот го следат светскиот тренд на раст, диктиран од мегаекономиите на Кина, Индија и останатите светски економии. Според прогнозата на Меѓународниот монетарен фонд се очекува високиот јавен долг, старењето на населението, слабата продуктивност, долготрајните трошоци за енергија и постојаната геополитичка неизвестност да го одржат растот на водечките земји во Европа, далеку под историските норми во остатокот од деценијата. Според најновите светски економски перспективи на Меѓународниот монетарен фонд, се предвидува дека еврозоната ќе се прошири за само 1,2% годишно во просек помеѓу 2027 и 2031 година, при што незината најсилна година, 2028, ќе достигне само 1,4%. Трошоците на живот по подолг период во јуни годинава бележат пат од 0,5% во однос на мај, додека цените на мало се намалени за 0,8%, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. На годишно ниво, споредено со јуни лани, трошоците на живот се зголемени за 3,4%, а цените на мало за 3,6%. Најголемо месечно намалување на трошоците на живот бележат кај транспортот, каде цените се пониски за 1,6%, како и кај групата храна и безалкохолни пијалоци со пат од 1,1%. Стои во информацијата од Државниот завод за статистика. Инфлацијата, мерена преку индексот на трошоците на животот во јуни во однос на мај оваа година, бележи намалување од 0,5%. Албанија купи 6 артилериски системи Боран од Турција, со што стана третата земја во светот што купува ваков систем по Македонија и Бангладеш. Договорот за нивна набавка е потпишан со турската државна компанија МКЕ, компанија за машинско индустријско производство, и предвидува испорака на 6 топовски системи од 105 мм, како и со одветна муниција.
Грција започна со поставување пловечки бариери по плажите на островот Евија за да ги заштити плевачите од медузи и растечката популација на токсичните риби пуфери. Првата бариера беше поставена во Халкида, а официјалните лица планираат да ја прошират мрежата на неколку блиски градови ова лето. Надлежните најавија дека пловните бариери ќе ги спречуваат медузите, рибите пуфери и пловечките остатоци да стигнат до местата за пливање. Првата фаза од проектот, која опфаќа 6 плажи, чинеше околу 367.000 евра. Рибата пуфер или зајачка риба, научно позната како Лагоцефалус скелератус, има заби доволно силни за да прегризе коска, метал и дрво. Незадоволни од односот на институциите кон млечната индустрија, производителите на млеко во Косово вчера одржаа протест пред Министерството за земјоделство, при што истурија стотици литри млеко пред влезот на институцијата. Со камиони и цистерни тие побараа државата да преземе конкретни мерки за поддршка на секторот, да обезбеди поголема сигурност за домашното производство и да потикне нови инвестиции во млечната индустрија. Патнички автобус утрово излетал од патот и се превратил во турската провинција Кирикале, при што загинала една жена, а 40 други били повредени. Автобусот на компанијата Суха Туризам патувал од Текирда кон Кајсери, кога возачот изгубил контрола и автобусот се превратил во близина на државната болница Каракечили на патот Каман Анкара. Во несреќа биле повредени вкупно 41 човек, меѓу кои тројца луѓе со тешки повреди. Една од повредените патнички била пренесена со брза помош во болница во градот, но починала и покрај укажаната медицинска помош. Социјалдемократскиот сојуз Штип денеска организираше пресконференција на која прашува дали со општинскиот имот во Штип се прави профит, споменувајќи неколку објекти во сопственост на јавните претпријатија, но и угостителски објект во центарот на градот. Дали ова е моделот по кој се управува со општинскиот имот? Најпрвин се продава ефтино, а потоа за кратко време истиот имот вреди речиси двојно повеќе. Дали е ова шемата за профит од овој, но и од останатиот распродаден општински имот, како магазините на јавното претпријатие Стипион и деловните простории на јавното претпријатие Исар. Почитувани, секогаш кога ДПМН е на власт, се раскрчмува државниот и општинскиот имот. Археолошкиот тим од Штипскиот народен музеј го откри зародишот на античката населба Баргала. Некропола, што датира од 4 до 6 век од нашата ера, е фактички потврда за тоа. И со сите овие досегашни првични резултати и оние наоди кои што ги имаме и по површината, навистина може да констатираме дека ова е локација каде што се наоѓа некрополата од античкиот град Баргала. Инаку сите знаеме дека градот Баргала потекнува уште од 4 век како цивилна населба, па потоа во 5 и 6 век веќе прераснува во огромен црковен град. Што открија археолозите? Се откриени оние типови кои што се белег на досната антика, тоа се меморијални гробници, имаме семејна гробница каде што во еден оквир се погребани 5-6 индивидуи, откриена е едно мало гробче на мала индивидуа. Претходно, археолозите открија уште еден значаен сегмент од историјата на Штип и Македонија. Искупувањата на археолошкиот локалитет кај Крупиште даваат појасна слика за животот на овие простори од времето на сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методи. Единствената црква во Македонија, катедрала каде што се откриена е глаголицата, значи парче камен со глаголицата. Таму стои и митот дека од сети 15 маченици се донесени моштите во оваа црква. Освен археологијата, Штипскиот народен музеј реализира проекти и од други сфери. Туку има проекти од областа на етнологијата, како што се обука на ученици, на студенти и така натаму, како и проекти од областа на историјата, при што секако не само што се врши информирање на населението, туку и едукација на учениците во врска со историските поставки во музејот. Во меѓувреме, продолжуваат искупувањата на некрополата, која се простира на 5 хектари, а е на само 500 метри од добро познатиот локалитет Баргала.
Во Делчево се асфалтира улицата Индустријска, која сообраќајно безбедно ќе ги поврзе двата дела на градот. Оваа улица е една од клучните која инфраструктурно сега комплетно е уредена. Сега денеска во општина Делчево најактивно е асфалтирањето, тоест почнувањето на асфалтирањето на улица Индустријска, една улица која што беше во многу лоша состојба и денеска конечно почнува да се подобрува таму патната инфраструктура. Станува збор за проект кој што е во должина од 500 метри и чијашто вредност е 11 милиони 808 илјади денари, средства обезбедени преку Министерството за транспорт и врски и владата преку унгарскиот кредит. Еден многу важен проект кој што и поврзе значително подобро двата дела на градот, тоест на стариот дел од градот и на селото Милково Бредо, и една многу важна траекторија која што значително ќе ја подобри самата фреквенција и самите услови за движење на како на пешаците, така и на возачите. Освен Индустријска, во наредните денови предвидени се уште 10 улици, како и уредување на кејот на река Брегалница. Во моментот исто така во оптека и изградбата на кејот низорно на река Брегалница и отпочна да се изградба на нови 10 улици на повеќе локации во општина Делчево, кои што се надеваме дека согласно текот на движење на градските активности ќе бидат завршени до крајот на јули. Лажни полицајци во цивилно, овие денови во Штип се појавуваат во куќи и станови и истражуваат лични и дискретни детали од живеењето. Одат во домови на постари луѓе и се распрашуваат дали живеат сами, имаат ли видеонадзор, во каква здравствена состојба се, дали често ги посетува некој и колков период поминуваат дома. Предупредуваат граѓани гледачи на ТВ Стар кои веќе имале средба со квази полицајците. Во овој летен период, кога концентрацијата многу често е намалена, особено кај постарите луѓе, а отворените врати и прозорците ги стимулираат крадците и измамниците, бројот на поплаки и пријави за кражби во полицијата е зголемен. Од СВР Штип велат дека контролите се засилени, знаејќи дека ова е сезона на крадците, но и повикуваат. Секој сомнително лице или чекор ги повикуваме граѓаните да го пријават, но тие не треба да заборават дека крадците реагираат итро и многу бргу. Прозорците и вратите да ги држат затворени, а на социјалните мрежи да не навестуваат каде одат и каде се во моментов. Апелираат од СВР Штип. Досегашното летно искуство за оперирањето на деликвентите покажува зголемена активност, но и нивна преселба во туристичките дестинации. Сепак, главен избор на информации на нив им се социјалните мрежи, каде граѓаните уредно се фалат кога, каде и до кога ќе престојуваат. Подобра услуга на криминалците никој не им прави. Следува период на претежно стабилно и сончево време со умерен повремено засилен северен ветер. Метеоролозите најавуваат локална нестабилност во четврток и недела со пораен дожд и грмежи. Во текот на утрешниот ден и во четврток имаме променливо облачно време со сончеви периоди во текот на денот, а во попладневните часови има услови особено утре среда во попладневните вечерните часови и во четврток во предпладневните за локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Веќе во петок и во саботак имаме стабилна временска состојба, а попладневна нестабилност повторно се очекува во вториот ден од викендот во недела. Во четврток не очекуваат пониски летни температури за овој период од годината. Во четврток очекуваме и најниска дневна температура, која во источниот регион биде во интервал од 28 до 32 степена. Во петок и саботак имаме ведри ноќи и ведри утра, со тоа што очекуваме и нешто попријатни ноќи и пониски утрински температури кои ќе бидат во интервал од 8 до 16 степени. По ова во сабота во Штип и источниот регион се очекуваат високи температури до 38 степен. А најтопол ден во следниот период очекуваме во сабота, кога дневната температура ќе биде во интервал од 31 за Беровскиот регион, па за источниот регион, за Штипскиот регион очекуваме и температура дневна до 38 степени. Поради работни активности за имплементација на SCADA системот, денес од 20 часот и 30 минути е можно да дојде до намалување или отежнато водоснабдување во повеќе делови од Штип.
стои во известувањето од јавното предпријатие ИСАР. Засегнати поради инсталирањето на SCADA системот се населбата 8 ноември, улица Партизанска, улица Кирил и Методиј, улица Борис Кидрич и околните улици, дел од Вардарска и Карл Маркс, Ново село, Димитар Влахов, индустријска зона, населба Пребег, Долна и Горна железничка и Три чешми. Од јавното предпријатие ИСАР апелираат граѓаните навреме да обезбедат резерви на вода за пиење и да имаат разбирање за привремениот прекин кој е неопходен за реализација на активностите за унапредување на системот за водоснабдување. Цунами, херојското спасувачко куче го освои светот и социјалните мрежи откако стана спасувач по двата разорни земјотреси, што неодамна ја погодија Венецуела и предизвикаа огромни материјални и човечки загуби. Душкајќи и пробивајќи се низ урнатините од разорните земјотреси во Венецуела, Цунами, 8-годишен мешанец од расата бордер коли, беше на уште една задача пред пензионирањето. На својата последна мисија, Цунами успеа од шутот на урнатите згради да извлече дури 25 преживеани лица од подурнатините на речиси 200 срушени објекти. Покрај нив, Цунами помогна и во спасувањето на уште 300 други луѓе. Утре времето сончево и тивко со температури до 33 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 9 км на час. Влажноста на воздухот ќе изнесува 30%. Температурите по градови се следните. Штип 32 степени, Карбинци 33, Пробиштип 31, Чешиново, Блешово и Кочани со по 32 степени. Температурата во Виница до 31 степен, во Македонска Каменица 30, исто како и Делчево, Пехчево и Берово со 26 максимални степени. Православните верници утре си спомнуваат за преподобна маченичка Февронија, католиците на Аквил и Присила.